Започнуваат вестите на Канал 8. Пунктови за донација и помош за настраданите од поплавите во Тетово отворија Општинската организација на Црвениот крст Кочани и невладината благородна мисија во соработка со општината. Граѓаните можат да донираат храна, вода и хигиенски и финансиски средства. Црвениот крст на Кочани, невладината благородна мисија и општина Кочани со собирни пунктови за помош за настраданите тетовски домаќинства. Секој кој сака на дело да ја покаже својата хуманост, тоа може да го направи преку донација на храна, вода и препарати за лична хигиена, како и финансиски средства наменети за граѓаните кои беа зафатени од поплавите во критичните зони. Донациите ќе бидат примени во собирниот пункт кој се наоѓа на плоштадот во Кочани. Во рамките на неделата на хуманоста, а со мотото да ја покажеме нашата хуманост, еве повторно со општина Кочани, Општинската организација на Црвениот крст и волонтерите од благородна мисија се повторно во хуманитарна акција, овој пат за настраданите во општина Тетово, погодените места со поплавите пред 10 дена. Со искуството од претходните донации, бидејќи дониравме и за поплавените во Босна и во Србија, имаше прием од страна на физички и од правни лица. Овој пат очекуваме да донираат сите за Македонија. Овој пат се однесува за нашите во Македонија. Црвен крст на Република Македонија веднаш се вклучи во процесот на санирање на последиците од самите поплави со донирање на кебиња, душеци, облека, храна. Исто така и со апели до граѓаните и правните субјекти кои може да донираат финансиски средства. Отворена е сметката Фонд на солидарност. Исто така може да се донираат и средства на телефонот 143 400, што е функционира сите мобилни оператори. Денес Општинската организација организираме хуманитарна акција каде што самите граѓани и правните субјекти може да донираат храна, финансиски средства, хигиенски средства. Целта на акцијата е да им се помогне на семејствата жртви на поплавите од елементарната непогода што неодамна го зафати Тетово, а резултираше со големи штети за жителите од овој регион. Голем број семејства од Тетово останаа со напуштени домови и неможност за нормално функционирање, зашто им е потребна помош и поддршка. Од Црвениот крст на Кочани упатуваат апел до сите граѓани на општината дека можат да донираат на пунктовите поставени на плоштадот и просториите на Црвениот крст. Пунктовите за донација ќе бидат отворени во четврток и петок од 9:30 до 15:30 часот. 200 обраќени несреќи во средата вечерта се случија во близина на Оризари. При тоа е причината поголема материјална штета кај возилата што учествувале во сообраќајките, а во едната има и потешко повредено лице. Во временски период од неколку часа, изминатата ноќ се случија 2 сообраќајни несреќи на приближно исто место. Најпрвин околу 20 часот во близина на бензинската пумпа на излезот од населбата Оризари во правец на Виница се судриле автомобил Peugeot со австријски и Opel Vectra со бугарски регистарски таблички. Од силината на ударот, причината е поголема материјална штета кај двете возила, но за среќа нема повредени меѓу лицата што се наоѓале во нив. 3 часа подоцна пак, на околу половина километар од местото на претходната, се случила уште една сообраќајка. Во неа имало челен судир на автомобил Audi 100 со штипски регистарски таблички, управуван од 56 годишен виниченец, и джип Mitsubishi Pajero со кочански регистарски таблички, а управуван од 38 годишен жител на селото Косевица, општина Македонска Каменица. Во несреќата со потешки телесни повреди се здобил возачот на Аудито, кој итно бил префрлен во Кочанската општа болница, каде е задржан на лекување. Во судирот се оштетени и двете возила, при што возилото Mitsubishi излетело од патот и завршило во блиската нива. Увид на местото на настанот, што траеше скоро 2 часа, изврши полициска екипа со овластување од јавен обвинител, а по направениот алкотест било констатирано присуство на алкохол во крвта кај возачот на джипот. Делницата на патниот правец Кочани Виница од излезот на Оризари до крстосницата кај местноста Превалец се смета за црна точка. Овде, изминатиот период, се случиле поголем број несреќи, од кои дел завршија со смртни последици. Доцни испораката на огревно дрво за пензионерите во Виница. Револтирано прашуваат кога можат да се ги добијат делумно платените дрва за огрев. Состојбата е слична и со останатите градови од источниот дел од државата. И пензионерите од Виница се револтирани поради доцнењето на испораката на огревно дрво до домаќинствата.
2000 метри кубни бука и 1200 даб се испорачани, но не и дистрибуирани до пензионерите од оваа општина. Доцнењето не е случај само со испораката на дрва во Винница. Состојбата е слична и во останатите градови од источниот дел од државата, каде што сите пензионери што порачале огревно дрво и уплатиле по неколку кубика преку Сдруженијата на пензионери, испораката доцни. Загрижени се и прашуваат кога и дали ќе им стигнат дрвата и како ќе се снаоѓаат ако тоа не се случи набрзо, од причина што за најголемиот дел од пензионерите дрвата се единствен начин на грејење. Никој од Сдруженијата на пензионери не сакаше јавно да каже зошто дрвата ги нема и кога пензионерите она што го платиле ќе го добијат. Од Винничкото Сдружение на пензионери истакнаа дека сепак се надеваат дека дрвата ќе бидат испорачани до 15 септември. Инаку, освен доцнењето, пензионерите се револтирани и од покачувањето на цената на дабовото дрво. Причината за поскапувањето е недостатокот на дабово дрво во шумските предпријатија, кои пак се приморани да порачуваат огревно дрво од приватните, кои се поскапи. Цената на буката годинава изнесува 2580 денари, а на дабот 2660 денари за метар кубен. Уредувањето на училишните дворови пред новата учебна година да биде дополнето со нови клупи за одмор на учениците. За таквиот предлог што дојде од училишните одбори, а пренесен на една од седниците на Советот, беше оценето дека е добар, но не е реализиран на терен. На околу 2 недели пред почетокот на новата учебна година, училиштата ги реализираат активностите за што поподготвено да ги дочекаат учениците. Генералното чистење и варасување на училниците, како и дезинфекцијата на тоалетите и останатите помошни простори е вообичаена практика. Но освен средувањето на внатрешноста на објектите, неопходно е да се посвети поголемо внимание и на нивната околина. Покрај хортикултурното уредување на училишните дворови, на една од последните седници на Советот на општина Кочани беше изнесен предлог за тоа што дополнително може да се направи за нивна поголема функционалност. За потребите на училиштата во школските дворови да се обезбедат клупи за седење и да биде тоа некој начин донација од нас општината за почетокот на новата учебна година. Знаеме дека потреба од нив има во истите. Неколку минутна посета на секој од училиштата покажува дека во дворовите на некој од нив има по 1 до 2 клупи, додека кај други воопшто ги нема. И оние што ги имаат, веројатно ги поставиле со нивна иницијатива и собствени средства. Предлогот на советничката Арсова беше оценет како прифатлив, па имаше ветување оти ќе се разгледа и реализира. Идејата за клупи за седење во училиштата е добра идеја, ќе ја разгледаме, кај нас е задолжено за тоа комуналното предпријатие Водовод, заедно со директорите на училиштата, ќе го разгледаме тој предлог и ќе видиме да поставиме по неколку клупи во дворовите на училиштата каде што е тоа можно. За сега на терен се уште нема активности за поставување клупи во училишните дворови. Со оглед што во тек се годишните одмори, не е доцна уредувањето со ваква урбана опрема да се направи и 10 дена подоцна. Тоа би бил скромен, но корисен подарок за учениците од општината, која ги има ингеренциите во делот на образованието. Заврши пребројувањето на штраковите и нивните гнезда во Македонија. Според Македонското еколошко друштво, има над 3600 млади и возрастни птици, од кои голем дел се во Кочанската котлина. Бројот на гнездата на штраковите во Македонија е намален за околу 1/3 во однос од пред 5,5 децении. Тоа го покажуваат резултатите од пописот на овие птици, што на територијата на целата држава го спроведе Македонското еколошко друштво. Пребројувањето покажало дека во Македонија има 817 гнезда на штркови, во кои живеат 2023 млади и 1638 возрастни птици. Пописот се реализираше од почетокот на пролетта, односно со доаѓањето на птиците, па до средината на јули, а во активноста покрај членовите на Македонското еколошко друштво се вклучија и над 20 волонтери како и дел од местното население. Според пребројувањето, голем дел од штраковите во текот на сезоната престојуваат и се размножуваат во Кочанската котлина, а само во општина Чешиново-Облешево биле пребројани над 70 активни штракови гнезда. Карактеристично е што за разлика од другите земји, каде секој пар изведува просечно по 2 младенчиња, овде тој број се движи од 3 до 4.
Од Македонското еколошко друштво велат дека за да се следи популацијата на птиците, неопходно е да се врши нивно редовно пребројување. Се надеваме дека тој цензус ќе се изведува секоја година за да можеме да ја следиме популацијата на штркови. Ние сметаме дека за сега ова е стабилна популација на штркови и дека така и ќе остане. Последен пат попис на штрковите во Македонија бил спроведен во 1958 година, кога биле преброени 1132 активни гнезда. Во нив живееле 3576 млади птици и според согледувањето на активистите од Македонското еколошко друштво, за разлика од сега, кога најголем број од гнездата се на електрични столбови и слични конструкции, тогаш гнездата се наоѓале на куќите. Населението кај нас штрковите ги смета за символ на богатство и среќа, а народните верувања се дека тие заминуваат на африканскиот континент по 14 август, односно по денот кога се слави верскиот празник Макавеј. Од пред 2 години, општината Чешиново Облешево влезе во мрежата Европско село на штркот, што ја организира германската фондација Еуронатура, а со цел да се преземат активни мерки за грижа и заштита на белиот штрк. Возачот, инструктор и собственик на автошколата Делта од Кочани, Ванчо Ристов, прв во Македонија на надпреварот за најдобри возачи и инструктори, што се одржа во организација на Сдруженијето на автошколи на Република Македонија. Професионалноста на школата, како и бројот на кандидати за полагање возачки испити, биле пресудни за добивање на првата награда. На надпреварот за најдобри возачи и инструктори во организација на Сдруженијето на автошколи на Република Македонија, инструкторот и собственик на автошколата Делта Ванчо Ристов го освои првото место за најдобар инструктор во Републикава. За добивање на највисокото место пресудни биле повеќе активности на школата и на инструкторот, како и бројот на кандидатите за полагање. Влеговме тројца во избор за најдобар инструктор во Република Македонија и значи беше да според критериумот на Сдруженијето на автошколи беше одлучено значи за најдобар инструктор во Република Македонија, со тоа што предност да речеме од тие тројца инструктори, еден инструктор беше од Куманово, другиот од Сарај Скопје. Пресудно беше значи и образованието. Влегов како најдобар инструктор во Република Македонија за претходната година. Автошколата Делта функционира веќе 10 години на ниво на трите општини Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци и е една од најголемите школи во источниот регион. Годишно обучува околу 100 кандидати за полагање возачка дозвола за Б, С и Е категорија. Освен инструктор и собственик на школата, Ристов е и координатор во Сдруженијето на автошколи во Штипскиот регион. Додава дека има доста заинтересирани кандидати за полагање возачки испити и во моментов се ангажирани сите 14 инструктори кои функционираат во школата. Ристов истакна дека полагањето на кандидатите за возачка дозвола се врши во испитниот центар Европски возач, каде што од минатата година со измените на законот за полагање возачки испити се користат и камери со кои одредени негативни појави кои постоја порано сега се сведени на минимум и на целето јасно се гледа колку и каде сгрешил кандидатот кој полага и зошто и дали треба да го положи или да не го положи возачкиот испит. Комисијата е составена од тројца членови, еден од МВР, од Министерството за образование и еден член од испитниот центар. Фолклорниот ансамбл Китка ја представуваше Македонија на интернационалниот детски фестивал во Тулча, Романија. Фестивалот со име Златната рипка датира од 1992 година, од кога го обединува фолклорот од сите континенти. Повеличенствената турнеја на Атлантскиот брег во областа Бретања во Франција и настапот на реномираниот меѓународен фестивал во хрватската престолнина Загреб, најмладата секција на фолклорниот ансамбл Китка ја представуваше Македонија на 23-тото издание на детскиот фестивал Златната рипка во Тулча. Романија е земја која посветува огромно внимание на зачувување на фолклорот, така што секое гостување во оваа блиска по менталитет и пријателска земја е нов предизвик и задоволство. На свеченото отворање на фестивалот му претходеше големо дефиле на земјите учеснички низ центарот на Тулча, односно улиците Исачеи, Унири и Бабадак. Македонија, Австрија, Алжир, Русија, Словачка, Бугарија, Тајван, Босна и Херцеговина, Молдавија, Јужна Кореја и домакинот Романија
Учествуваа на 23-тото фестивалско издание, кое за отворено го прогласи градоначалникот на општината во присуство на високи гости од политичките, културните и црковни кругови. Организаторот ја зачини програмата и со современи музички тенденции на оркестарот Ротарија. Хармонија на сосема различни тактови и звуци може да се случи таму каде што се обединуваат континентите. Ова заедничко оро на отворањето на фестивалот е импресивно. Со целосна програма, Китка се представи на втората фестивалска вечер пред стручното жири составено од големи музички авторитети на Романија. За делегациите на учесниците беше предвиден прием и брифинг каде беа разменети размислувања за организацијата на фестивалот. Градот со околу 75.000 жители е туристички маркантен поради тоа што се простира таму каде Дунав гради огромна делта при влевањето во Црното море. Бродска тура со можност за истражување на флората и фауната е безмалку задолжителна за секој кој сака да искуси уникатно задоволство, а таква привилегија имаше и Китка. За ансамблот е уште една културна мисија, следното учествие на интернационален фестивал во Бергамо, Италија. Следуваат спортските информации. Од 14 до 16 август во Виница ќе се одржи Балкански шампионат во одбојка на плажа. Ќе учествуваат 9 држави, а надпреварите ќе бидат во машка и женска конкуренција. 9 држави од Балканот, освен Албанија. Се на се, виничани овие 3 дена ќе имаат можност да го следат еден од најатрактивните спортови, одбојката на плажа, значи ќе биде во машка и женска конкуренција до 22 години. Покана до сите љубители на спортот, на одбојката, овие 3 дена да бидат гости на општина Виница и заедно да присуствуваме на прекрасните моменти. Техничките детали околу одржувањето на Балканскиот шампионат во одбојка на плажа ги изнесоа од Одбојкарската федерација на Македонија. При тоа беше речено дека досега нашата држава се покажала како добар домакин и организатор, поради што повторно ни е дадена довербата да го организираме шампионатот. Вкупно во машка конкуренција ќе имаме 14 екипи, во женска конкуренција 10 екипи, али што е позначено дека Балканската одбојкарска асоциација има голема доверба во Одбојкарската федерација на Македонија и воопшто во градовите кај што ги организираме овие шампионати, бидејќи веќе во оваа категорија и во возрастните категории се докажавме со организација на претходно организираните турнири во Штип 2 пати, во Струмица еднаш, во Скопје и конечно дојдовме и во Виница. Минатата година Виница беше домакин на младинското балканско првенство во одбојка. Целта на федерацијата е со организирањето на слични првенства да се популаризира и да заживее одбојката во источниот регион. Течат подготовките за напреверувачката сезона 2015-2016 во третата Лига Исток. Осогово ќе настапи ослабен откако Марио Атанасовски го напушти клубот и потпиша за Беласица. Третолигашот Осогово со недоволно јасна стратегија за освојување на првото место во третата Лига Исток е тесна кожа за најголемото засилување во летниот преводен рок Марио Атанасовски. Тој експресно стави подпис на договор со Беласица, првопласираната екипа од ланската сезона во овој ранг на надпреварување. Представен како конечно решение за најслабата точка на Осогово нападот, Атанасовски на првиот тренинг летово даде изјава во која воопшто не се насатуваше дека толку брзо ќе ја промени одлуката. Јас дојдов тука од Македонска Каменица, бидејќи во Осогово се зборува дека ќе се има амбиции да се влезе во втората Македонска лига. Исто така има нови други играчи што дојда со мене во предниот рок. И така ќе одиме во втора лига, имаме амбиции за влегување во втората Македонска лига со тренинзи. Марио Атанасовски во Осогово дојде како фудбалер на Каменица Саса, каде настапуваше последната година. Тој факт и не е кој знае колку силна препорака, што пак во никој случај не може да се однесува на неговото кусо праволигашко искуство во редовите на работнички од пред неколку сезони.
Што се однесува до Осогово, кочанскиот третолигаш се уште има опции за најстурената позиција во нападот, која ја крпи веќе неколку сезони во низа. Летово кон Осогово се приклучија и неколку нови засилувања. До сега имаме неколку засилувања и тоа Бојан Петров од 14 октомври од Крупиште, Бранислав Јавановски од Рудар Пробиштип, тај е поранешен наш играч, потоа Мартин Атанасовски. Во преговори сме уште со неколкумина играчи кои денеска не се на теренот. Тоа се Клинкаровски Жарко од Велес, од Бабуна, Аврамовски Лјупче и Владимир Секуловски. Тие ќе се приклучат покасно на подготовките. Екипата на Осогово сезонова е многу подмладена и речи си да нема играчи на возраст која се смета за оптимална во фудбалот, току возрастниот диапазон генерално варира од под 20 до над 30 години. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.